Некои демократи во Арлингтон, Вирџинија, се предпазливи за 80-годишниот Џо Бајден да биде кандидат на нивната партија за председателските избори во 2024 година. Главната причина – неговата возраст. Тој има значење кое е огромно, но како ефективен председател, неговите постапки се малку побавни од колку што би требало да бидат. Мислам дека многу луѓе се надеваат од и други ќе бидат промовирани од партијата. Мислам дека предизвикот е здрав. Знаете, понекогаш тоа е она што им треба на луѓето за да го зголемат перформансот. До сега само двајца екстремни кандидати се подготвени да го предизвикаат актуелниот председател на прелиминарните избори, а вторката Меријан Вилијамсон и адвокатот за животна средина Роберт Кенеди Џуниор. Ниту еден, ако историјата е некаков показател, нема да постои кога работите ќе станат јасни. Единствениот начин на кој навистина би можеле да видиме можен кандидат освен Бајден е ако Бајден навистина одлучи да се повлече. Тоа е затоа што е тешко да се победи актуелен председател за номинација на партијата, велат историчарите. Тие имаат неспоредливо препознавање на нивните имиња. Тие имаат извори на финансирање кои не се достапни за предизвикувачите. И се разбира, искуство во кампања и владење. Џими Картер беше слаб председател во 1980 година. Најде на предизвик од сенаторот Тед Кенеди. Џорџ Буш, постариот, беше многу слаб председател. Привлече предизвик во 1992 година, но ретко е предизвикувачите да победат. Исто така, во корист на Бајден се чини дека и тоа што тој повторно ќе се соочи со поранешниот председател Доналд Трамп како кандидат на Републиканската партија, што веројатно ќе доведе демократските гласачи да застанат зад него следната година, вели политичкиот аналитичар Поуп Меккоркл. Но, иако работите изгледаат дека така ќе биде, повторно поради возраста на двајцата, поради правните проблеми на Трамп, може да видиме многу промени од сега до денот на изборите во 2024 година. На повеќе од една година од општите избори, аналитичарите предупредуваат дека трката е се уште многу рана и велат дека анкетите објавени сега за председателските кандидати имаат нула предвидлива вредност за ноември 2024 година.